сме во огромна болка цело Кочани. Кочани ни почина. Ни умре градот. На вакви прашања како вашето немам ни сила да одговорам, ниту можам да дадам коментар. Ние имаме само огромна болка. Градот ни почина. Дали меѓу загинатите имате близок? Цел град имаме блиски. Ние сме мало место. Нема семејство каде што нема починато дете. Сите се тоа наши деца. Ако не е моето дете, тоа е детето на мојот пријател, другарчето на мојата ќерка. Нема семејство што не е во црно. Градот ни почина, надежта ни почина. Кои се причините за оваа трагедија? Не знам, не можем да ви кажам. Да. Можеш ли да се избегне? Немам коментар. Нема фамилија што не е погодена. Или пријател, или роднин, секој е погоден. Во градот со 25.000 жители, сега веќе кога зборам од Србија. Тоа доаѓа геноцид на Кочани. 60 души на 25.000, на 400 души доаѓа по еден човек да умира. Не знам дали ќе има крај на ово веќе. Веќе не знам дали дното има дупло дно веќе. Дната са веќе сите дна веќе. Не знам, народот нема кој да го победи едноставно. Све живо што има управи да се тоа оставки да се дадат, да се смене. Само привремена управа во Македонија. 5 години да се стават независни луѓе, да оправат работа, после нека има избори. А овие партии, сегашност, тоа треба сега да се избрише и поново да се регистрира. Али 100.000 потписи кои ќе собере, тогај да биде партија. А не со двојца партија. Зашто? Имавме роднини, што за жал почина и тоа у болницата и тешко е. Корупција. Насекаде. Секој насекаде корупција. Тоа е. Ако сега се избори, колку и дали оваа трагедија, несреќа во која згасна невини животи, ќе биде мотив за политичка криза. Конечно, оставка на градоначалникот во Кочани. Преку 15 години, оваа супа на македонска транзиција сведоци за атрофија на системот, на институциите, за неказнивоста, за башибозлукот, да им се прогледува на низ прсти, на луѓе кои хараат и се причина да се случуваат вакви трагедии. Причините се што мислам треба инспекторите да водат сметка во какви објекти се сместуваат луѓето и од каков материјал направено, потоа луѓето што водат не ги исполнуваат условите, мали деца примат, нели, до 18 години не треба да влезе во дискотека, така ли? А тие ги пуштат од 14 години. Потоа многу луѓе се примени, место 250 карти продадени, тие 500 влегле внатре. И како ќе излезат? Исто објекто не е по стандардите направен. Да речеме нема излез со една врата, влегување и излегување. Кај тие луѓе ќе бидат?
Едначко ми беше што да правам дека да идам, што да живеам. Пуштете и на коленците на најгоре на зид и пуштете нека гледам. Господе, касни ги. За кој да живеам, за кој више да живеам, едначко ми беше. Ке жалеме ние за децата крвта да му еба. Тоа не е диско, тоа е фактички како едно, да речеме, што да кажам таму. Тоа едно време беше како дисконт таму за ово, кажи го, млечни производи таму, имаше дисконт таму. Пред тоа Тепси беше, сега е како достава на млечни производи. Такво диско не постои у Граново. Марија и Ице и на една колешка синчето. Јас како родител на две близначки од 3 години кои што вчера полне ја изгубивме најдобрата другарка. Наместо да славиме роден ден, ја баравме, а како родител јас не чувствувам безбедност во оваа држава повеќе. Ти не знаеш твоето дете дали ќе го испратиш, дали ќе го дочекаш живо и здраво од било дека веќе. На улица е страшно да го имаш пуштено, а не во диско или каде и да е. Многу лошо. Гневни на башибозлукот, на корупцијата која владее речиси на секаде. И конечно, во Кочани, градоначалникот одлучи да си поднесе неотповиклива оставка. Но дали со неговото повлекување ќе се решат проблемите? Делот граѓаните, со кои имавме можност да разговараме, велат проблемот е далеку поголем и позлошен. Низа на несреќи не се случуваат во изминативе месеци, години. Но одговорноста кај нас веројатно е мисловна именка. Како по обичај, секогаш кога се случуваат вакви трагедии, власта и опозицијата си ја префрлаат вината, а притоа обидувајќи се да заработат политички поени. И овој пат на грбот на граѓаните, а граѓаните се револтирани поради нефункционалноста на системот. Ние веќе ги изгубивме нашите и сакани и млади. Веќе што и да се направи џабе.